Odavde, sa ovih padina Šehitluka, najljepše se vidi Banja Luka. Tu je Vrbas, jedna od naših najljepših rijeka. I postoji uz to jedna izreka. Ko se napije vrbaske vode, taj u Banja Luci ostaje. To se desilo i meni. A ovo što slijedi, to je priča o Banja Luci. Ова беше Везув Тинич, четврт век новинар на весникот Политика. Хроничар од овој крај и автор на писмото што ни пристигна од Социјалистичка република Босна и Херцеговина за градот Бања Лука. Во времето кога одовде ги испраќал своите први текстови на својот и на другите весници, Бања Лука бил град со околу 60.000 жители. Ја краселе стари алеи, а поради мноштвото зеленило наликувала на прекрасна зелена оаза, која ја оплакнуваат зелено-смарагните води на Врбас, Врбања и другите помали рекички што се влеваат во него. Но, тоа беше во времето кога градот почна побрзо да се развива. На ледините никнаа првите фабрики на Инцел, се разви руди чајавец, телевизорите од Бања Лука стигнаа во сите краишта на земјата. Тивките улици ги нарушуваше се посилниот татнеш на автомобилските мотори. Градот растеше. Кога настанал? Кога луѓето се населиле овде во прекрасната долина покрај зелените реки? Дали дошле од север, преку житородното Ливче поле, некогашен дел на Панонската низина, или од југ, од кај морето, преку планините испресечени со длабоки канјони, чии ѕидови представуваат силен оков и корито на Врбас и на другите помали реки, чии води забрзано во секое време од годината брзаат кон рамнината во големите рамничарски реки. Доаѓале најверојатно од двете страни, но евене сега во Горни Шехер, сега јужно предградие на градот во кое постојат археолошки наоди од предримскиот и римскиот период.
Во дамнешната 1494 година, сегашниот Шехер се споменува како Бања Лука. Од тука и името на денешна Бања Лука, која подоцна, особено за време на турското владење, почнала побрзо да се развива. Чудесен бил некогаш тој горни Шехер. Куќите крај реката речиси во секоја куќа изворна термална вода. Та луѓето овде се капеле и од секакви болести се лекувале. Горе, на катовите, живееле, се сакале, си разговарале, уживале, а прочуениот турски патеписец Евлија Челебија, опишувајќи го тогашниот Шехер и Бања Лука, го забележал и ова. Од овошјето црешите се толку сладки, сочни и вкусни, што им нема рамни во европска Турција, Арабија и Персија. Познати од тој крај се и дуњите и јаболката. Од пијалаци прочуено им е козјото млеко, сурутката, медовината, сокот од вишни, харадлија, рамазанија, екстракт од пелин и нане. Било тоа во дамнешни времиња. Тоа бил живот покрај зелената река, чии брзаци и слапови, тесните чамци со леснотија ги совладуваат, а кои се тераат со долги, бели копја, наречени дајаци. Да тргнеме со нив низ реката до градот. Еве ги ѕидините на Кастел, старо утврдување во кое се сменувале многу војски и каде што се водени многу битки. Старата тврдина сега се реставрира, ќе стане атрактивен културно-забавен центар. Во историјата стои забележано дека во турско време, значи од 1533 година до крајот на 17 век, Бања Лука го доживеала својот голем растеж. Босанскиот беглербег Ферхат Паша Соколовиќ изградил 216 јавни објекти, меѓу кои денеска со својата убавина се истакнуваат прочуената џамија Ферхадија, училиштето и турбето, шедрванот и амамот, саат кулата. Ферхадија ја граделе и украсувале ѕидари турски и персиски, левантински и други од секаде. Во песна е опеана. Нејзиното минаре било инспирација за бањалучкиот поет Јован Јоцо Бојовиќ.
Minare. Rodila te stijena, u oblak te zadi i vječno znamenja ti dariva. Stoljeća kraj tebe hode, alem ti gromove pali. Demonski prkos ljepotu ti daje. Nekad uroniš u magle i preneš se, tad vrana jastreba na tebe goni. Davno si rođen, čovječe, davno. Kad ponovo te stijena rodi, postaćeš minare. Подоцна е подигната и џамијата Арнаудија. Тој прекрасен дворец и величествено уметничко дело, замислено да биде собиралиште на добри луѓе, како што е испишено на камената плоча над влезот во џамијата. Многу од тие убавини и денес се достапни за окото на љубопитниот турист. Не забораваат тие да го посетат и трапистанскиот манастир Марија Звиезда, што го подигнале трапистите во 30-тите години од овој век. Pater Tončija, vi ste baš i od samostane poznat po proizvodstvu na jedno sirenje. Rečete mi nekoliko zbora za to sirenje. Da, taj naš sir koji se zove trapis sir zapravo je isključivo vezan za ovaj naš samostan gdje se sada nalazimo, jer ovdje je zapravo i njegovo rodno mjesto. Njegov pravi recept je zapravo iz Portisalija iz Francuske. Međutim, onakav nije uspjevao ovdje, pa su sami trapisti, naša braća, nekad radili, odnosno stvarali taj recept koji je sada najpoznatiji u svijetu kao jedini pravi original trapis sir. U ovoj moment kaj vas to sirenje ne se proizvedu? Pa ne proizvodimo ga onako lično kao svaki dan jer više nemamo krave. Nakon 114 godina prvi puta su trapisti 9. januara ove godine ostali bez krave silom prilika. No međutim, ima tu dobrog svijeta i stari Banja Lučana koji još jednom barem godišnje žele da malo omaste, odnosno se prisjete pravog sira, nabave mlijeko od seljaka, donesu, tad mi napravimo. I njima jedan, pa možda i nama koji, žao mi je što vas ne mogu ovaj puta počastiti sirom, jer ga zbilja nemamo momentalno. Jedna druga prilika sigurno? Jedna druga prilika, bit će možda i mlijeka, bit će i dobrog sira, a vrlo bi lijepo bilo da ga samo vi jedete i mi, nego da to bude malo šire. Ali zato ta recepta ne je poznata za obični od svet, za obični od majstor. Da, nikome nije poznato jer ima ovdje trojica koja znaju, među tima sam i ja, a taj recept se čuva samo usmenom predajom. Во сеќавањето на овдешните луѓе останало дека градот својот најголем процуд го доживеал по револуцијата и одовде од Шехитлук, ридот кој доминира над градот и каде што е донесено решение за дигање во стание во Босанска крајина. Тоа најдобро се гледа. Тука е споменикот, живо подсетување на невидениот одзив на краишниците, на повик на партијата да тргнат во оружена борба. Дело е на познатиот вајар Антун Аугустинчиќ. Личи на джиновско ѓуле насочено кон блиската Козара, потоа кон Грмеч и Дрвар. Таму каде што се војувало, пеело и гинело. Крајна дала 64.311 борци и 123 народни херои.
Нози нападнале на боиштата низ целата земја, а споменикот за нив говори, на нив не подсетува. A dolu je gradot. Сега со повеќе од 120.000 жители, со развиена индустрија, културни установи, бројни училишта и Универзитетот Ѓуро Пуцар Стари, во кој учат и студираат повеќе од 50.000 ученици и студенти. Поради младите лица и широките насмевки, Бања Лука ја нарекуваат град на младоста. Да спомнеме, добар дел од својот животен век во Бања Лука дејствувале истакнати личности, од најстариот Иван Јукиć, па Васа Пелагиć и Петар Кочиć, до марксистот и револуционер Веселин Маслеша, кој е роден овде. Многу од овие младичи и девојки токму што прооделе кога овој град го потресе тешка и ненадејна катастрофа. Во октомври 1969 година плотот под градот се затресе. За неколку секунди потрес стихијата го однесе она што поранешните генерации, многонационални, а секогаш единствени, како во борбата така и подоцна, ја граделе Бања Лука за да стане уште поголем, побогат и поубав град. По Скопје, тоа беше најголем земјотрес забележан во нашите предели. Штетите беа огромни. Но солидарноста на сите народи на Југославија помогна да се ублажат последиците од земјотресот. Драгоцена беше тогаш помошта на стручњаците од Скопје кои најдобро знаеа како треба да се лекуваат трусните рани и неволји, затоа што и самите ги преживеале. Помошта стигнуваше од сите краишта на земјата и од светот. Бања Лука почна да гради станови за оние кои останаа без покрив над главата и повторно да го зајакнува своето стопанство. Во тоа време Бања Лука имаше околу 70.000 жители. Слично на Скопје, и Бања Лука по земјотресот нагло порасна, така што денес овде живеат речиси двојно повеќе луѓе, а само вработени има 60.000. Градот растеше од сопствениот пепел нагло и бурно, а во август 1981 повторно доживеа земјотрес кој повреди и некои незараснати рани. И повторно штетите беа големи, но бањалучаните ни овој пат не се предадоа. Ги впрегнаа сите сили уште еднаш да ги надвладеат последиците на стихијата. Во времето на првиот земјотрес, бројни уметници од земјава и од светот на градот му подарија околу 700 слики, скулптури и други уметнички предмети. Со веќе постојано уметничко богатство, тие дела сега се наоѓаат во новата зграда на уметничката галерија, која е сместена во убавите простории на некогашната железничка станица, која во свое време ја подигнале австријанците. Од зидовите блеска убавина. Таа се раѓа и во ателјеата на бањалучките сликари, во просториите на Домот на културата и Домот на Југословенската народна армија. Уметноста се негува и во Народниот театар на Босанска краина, кој прослави 50 години постоење. Во Детскиот театар, во низа културно-уметнички друштва, од кои некои се се попознати и ценети низ целата земја и во странство.
I na vistina, Banja Luka je grad vo koji ima što da se vidi. Веројатно затоа и го посетуваат луѓе од сите страни. Има се повеќе туристи. Одседнуваат во големиот хотел Босна и во другите хотели и бараат да видат се. Се, па и ноќниот живот на градот. Влегуваат во вревливиот занаетчиски центар каде што се собираат младите. Бараат тивки катчиња во малите ресторани. Одат на бреговите на Врбас во ресторани зад зелените брзаци. И насекаде го чувствуваат здивот на ова поднебје, атмосферата во која луѓе од различни националности секогаш заеднички создавале подобро и посрекно утре.
Ова беше и крај на писмото што ни го испрати Везо Втиениć, новинар на Весникот Политика за градот Бања Лука од Социјалистичка република Босна и Херцеговина.